Благодарам, председателке, почитувани представници на Министерството за финансии, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Колега Ванко Верманчев, одма ќе ви кажа, да расчистиме едно. Ова не е последен буџет кој го креира влада предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев. И следниот и уште многу следни со ваков наратив и со вакво неразбирање на пратениците од опозицијата, навистина шансите ви се тие. Тоа е едно. Следното она што сакам да кажам е што и да кажуваме, 5 дени од расправата, општата расправа по однос на буџетот 2020, меѓутоа секој се зборуваме нормално за она за што најмногу сакаме да го кажеме и легитимно е да кажувате и за образование, и за здравство, да кажувате за се. Но на крајот од денот и на крајот од нашиот мандат и на крајот од реализацијата на буџетот 2020, ние ќе се запрашуваме како пратеници, представници на граѓаните. Што ние со тој буџет сме направиле за граѓаните? Дали она што сме го ветували и рековте, се прашувате ли што сте реализирале во однос на вашите парламентарни, предпарламентарни во 2016 избори? Да, колега, и во многу нешта, на 90% сме реализирале. Онолку колку што ни дозволувало времето, онолку колку што ние сме имале можност во 2,5 години, во 3 ребаланси, во 3 буџети да реализираме за граѓаните. Точно, секој буџет се засилува во однос на враќање на парите кон граѓаните. Затоа што ние во планот за живот тоа и го ветивме. И верувале или не, ветивме дека ќе има поголема минимална плата. Да, колега Ванкувер, сега ние веќе креираме буџет кој што ќе им даде можност на граѓаните, на сите работници да имаат минимална плата од 14.500. Над 90.000 граѓани се опатени, наши граѓани, мои, ваши, наши, од сите нас овдека. 12.000 стечајци, колега Ванкувер, ќе земаат 34% од просечната плата, а таа расте и нивните примања ќе растат до пензионирање. Социјалци 27.417 веќе креираме и од делот од ребалансот 2019 и со буџетот 2020 да земаат 300% гарантирана минимална помош. Зголемена е просечната плата на 2200 денари во однос од 2017 до 2019. Растат платите. Колега Ванкувер, знаете, 40% на лекарите, 20 до 23% на медицинските сестри, 20% на во образованието, на сите, на основно, средно, високо образование, 25% на научниците, професорите, доктори во научните институти, во одбраната над 16%, социјалните работници 26%, во градинките 21%. И има многу да набројувам и што е важно, за сите граѓани секој месец 220 денари кои што ги оптеретуваа во буџетот, во нивниот буџет, за радиота дифузна такса веќе 3 години не се плаќаат. Ефтина тарифа на струја некаде 400-500 денари секој домаќинство ги добива и ги заштедува. И повраток на ДДВ, вие сте иронични, па и 200 денари да е месечно, колега, знаете кога ќе ги соберите овие радиодифузна такса, ефтина тарифа и повраток, надвор од сите други, некаде 1000 се собира, па 1000 денари за граѓаните и не се малку. Зборувавте многу нешта, многу кажавте и сите во овие 5 дена, баш од опозицијата, меѓутоа и ние од позицијата не се сконцентриравме на еден буџет на Министерството за одбрана, кое што представува, јас би рекла сега во целава ова финишов што го правиме во заокружување на еден мандат на една влада, јагода на шлагот горе на тортата. Влегуваме во НАТО,
30-та држава која што ќе биде членка на најмоćната алијанса. Креираме буџет кој што ќе не прави членка на најмоćниот сојуз. И што се однесува до овој буџет, би сакала да кажам дека во овој буџет и износот на буџетот во 2020, зборувам за одбраната, во споредба со 2017 е дупло зголемен. Има овдека еден диаграм кој што покажува 2017 5,5 милиарди денари, 2018 6,2, 2019 8,3, 2020 10,1. Како се тие распределени? 4,1 милиарда плати на доместоци, 16% му се зголемува, плюс со новиот закон, уште 7.000 на секој кој што патува, а работи во одбраната. Знаете што значи тоа за нив? Тие со години нема од бивша Југославија видено што значи зголемување на платата. 2,4% стоки и услуги. 515 милиони тековни трансфери, 400 тековни трансфери во ЕЛС, 400 милиони приходи, сметки и донации, 83 милиони субвенции и трансфери. 263 милиони денари за подобрување на инфраструктурата, условите за работа. Тука влегуваат услови за работа и сместување, за реновирање на објекти кои што ги оставовте во катастрофална состојба, реконструкција на објекти во касарната Илинден Скопје, реконструкција на објекти во касарната во Куманово, во која во 2020 ќе биде сместена командата на бригадата Југоисточна Европа. Пристапна точка на НАТО, реконструкција на зградата во Воената академија. Значи, буџетот ни е зголемен за 0,2% од BDP-то на државата и од 1,2% во споредба со BDP-то за 2019 сега веќе имаме 1,4% за BDP-то во 2020. 22% зголемен е буџетот на одбраната. Кажав дека се зголемени платите, кажав многу работи, но најважно од се ние ветивме во програмата дека Македонија ќе влезе како членка во НАТО и ќе влезе. И се надевам дека ние во овој парламентарен состав и ќе бидеме последните што ќе го ратификуваме тој влез. Сметам дека ние, како пратеници, посебно ние од владеачката гарнитура, можеме да се пофалиме дека све што сме ветиле, сме реализирале. Сме направиле услови нашите ветувања и заложби да бидат се во насока на интересот на граѓаните. А НАТО беше една од најпосакуваните дестинации, односно сојузи во кои што нашите граѓани сакаат да се видат. Се надевам дека истото ќе се случува и со европските интеграции. Веќе сме спремни да одиме понатаму и заедно како позиција, опозиција, може би во друг парламентарен состав, земјата да си ја поставиме на вистина, на вистинскиот пат. Буџетот 2020 не е само буџет за плати и само буџет за задоволување на лични потреби, тој е и за општото добро, бидејќи кога зборуваме за 154 милиарди влог во човечкиот капитал, во здравство, образование, труд и социјала, односно социјала опфаќа повеќе скоро целото население, тогаш значи веруваме дека и понатаму влогот во човечкиот капитал ќе биде на ваков начин третиран. Ако вие со 118 милиарди со завршната сметка 2016 завршите во влог во овие три основни дејности, ние ево сега 2020 154 се надевам и дека со новиот ребаланс, кој што пак ќе го креира влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, зашто граѓаните гледаат кој се грижи за нив, ние ќе направиме и поголем процент, односно поголем број на милиарди денари на овие дејности. Привршувајте, колежка. Привршувам, ви благодарам пред се на вашиот говор, го спомнавте образованието. За образованието зборував и реплицирав и во друга прилика, не би сакала многу работи да повторувам, меѓутоа, само да ви кажам кои се инвестициите во денари изразени.
во буџетот 2020. Изградба на основни училишта 100 милиони денари. Реконструкција на основни училишта 40 милиони денари. Изградба на училишни спортски сали во основни училишта 419 милиони денари. Изградба на средни училишта 10 милиони денари. Реконструкција на средни училишта 20 милиони денари. Изградба на училишни спортски сали во средните училишта 97 милиони денари. Реконструкција на ученички домови 15 милиони денари. Изградба и реконструкција на студентски домови 121 милион денари. Како што гледате, во реконструкција се поголем дел од парите внесени во буџетот за капиталните инвестиции на образование, бидејќи за да се изгради нешто, треба да се подготви планска документација, треба да се оди со целосна заокружена финансиска конструкција. Тоа им го ставаме да го оценат локалните самоуправи кои сега ги изградуваат своите буџети и, како што знаете, средното и основното се под ингеренција на локалните самоуправи да се вклопат некако со своите буџети во потребите на образованието во нивните општини. Ви благодарам.